Анкетниот лист на Никола Димески, председателот на Советот на општина Прилеп и прв човек на општинскиот комитет, покажува дека покрај тоа што вози скап автомобил, направил финансиски високи девизни заштеди, а дури успел и да даде заем од 1.680.000 денари. На кого тоа Димески дал речиси 30.000 евра и дали од тој заем добива финансиски интерес, односно лихва. Анкетниот лист на Оливер Дерковски, актуелен неизвршен директор на АД Водостопанство Република Македонија, покажува дека се стекнал со 2 станови во Скопје, од кои едниот е токму во периодот кога бил генерален директор на Македонски железници транспорт. За изненадување, исто и тој дал заем од околу 13.000 евра. Анкетниот лист на Димитар Стевенанџије покажува дека во 2014 година Прилепскиот пратеник на ДПМН се стекнал со стан, а претходно во 2010 година се подморил со скап автомобил. Ситуацијата е слична и во семејството на пратеничката Ана Лашковска, каде нејзината мајка Виолета Лашковска во 2007 година е поставена за директор на Основно училиште Добри Ивановски Прилеп. Нејзиниот брат Дејан Лашковски во 2009 година е назначен за член на одбор на директорот Утиски комбинат Прилеп, со што е дел од комплетното уништување на овој прилепски гигант и од каде го напушта тоа работно место со земена отпремнина од 10.000 евра. Посебно интересен прилепскиот градоначалник во заминување Маријан Ристевски. Во неговиот анкетен лист, како личен имот пријавил куќе, само куќе, а пријавил и кредит во висина од 344.000 денари, како и моторно возило, за кој што не дал никаков податок во чија собственост.